Здраво, ова е 236-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Флукс Гурме на Питер Стрикленд, во кој станува збор за еден институт кој е посветен на кулинарски перформанс, кај што од прехранбените продукти се прави уметничка инсталација, институт кој при постоечката резиденција најмува артисти да ги изразат нивните креативни побуди во рамките на овие интереси, да сготват некој конципиран уметнички деликатес. Тоа подразбира дека ќе настане борба за наметнување на туѓата волја, кај што раководителката со проектот, LDL, глумена од музата на режисерот Фатма Мохамед, ќе биде во колизија со мецената Јан Стивенс, глумена од Гвендолин Кристи, која што има идеи кои сака да ги наметне во изведбата за незино подобрување, за да не се загуби корелацијата помеѓу звучната модулација и кулинарското извориште, а авторката тврдоглаво ќе ги одбива, иако ни самата не е свесна за постоењето на аномалиите кои ги негира. Проблемот за неа не е до забелешките, туку до принципот на дозволување на оваа интерференција во креативниот процес од надворешен субјект. Насреде оваа дихотомија се наоѓа еден писател од сенка, Стоунс, глумен од резигнираниот Макис Пападимитриу, човек кој има проблем со дигестивниот систем, кој го документира одбивањето на перформансот, кој, како во секое дело на Стрикленд, ќе биде вовлечен во мистериозниот свет кој го наблюдува, кој колку и да негира е автор кој има потреба од валидација од рецепиентите на неговите дела. Со децении ги гледам филмовите на IFC Midnight и многу добро сум запознаен со звукот на премотувачката филмска лента, која користам и јас во најавата на Видеологија во друг манир, но ова е прв пат да не го слушнам звукот на најавата, ниту на таа, ниту на останатите компании кои го продуцираат филмот, затоа што Стрикленд сака првиот звук кој што ќе го восприемите од филмот да биде во првиот кадар во кој се манипулира уловениот звук на готвењето, односно пржењето, кој е подлежен на видоизменување. Овој чинител е јасна индикација дека примарната функција во делата на Стрикленд има аудитивниот стимул, односно дразнењето на сетилата кон гледачот, кои во новиот филм ќе подлегнат на скрутинизација. Впрочем, авторот се наоѓа во секоја честичка од неговото дело. Сатирата е се присутна во делото, воочлива во процесот на создавање на уметнички творби, при што храната е лек за човекот, принужната валидација од аплауз, циничниот говор на вечерта за местото на жената во кујната со совети за зачувување на љубовта на сопругот, наместо да се проба со интеркулинарните дисциплини и проектирањето на феминистичките гледишта врз делото за покорни домаќинки со 10 кујнски заповеди, се само неколку од тактиките на Стрикленд за достигнување на саканото очудување во делото со помош на сувопарната хумореска. Затоа нема да го дознаете дефинитивното име на бендот. Хипокрит, Еврипид и останатите автори од хеленската култура, кои се реферирани, се соодветна алатка за подбивање со писателот со туѓото перо. Прегледите, ехотомографијата, гастроскопијата, колоноскопијата постепено се преозначуваат во алатки за уметнички перформанс. Макис, морам да признам дека многу наликува на Тоби Джонс од Barbarian Sound Studio и ја има истата функција на евидентирање на обскурниот свет, во кој ќе биде повлечен и неговата внатрешност ќе биде прикажана на посетителите на перформансот. Раздорот не се начнува само помеѓу конфронтирачкиот сооднос за недозволувањето на влијание помеѓу артистот и делото од страна на кураторката, која смета дека проектот не оди во правата насока и ја изразува незината загриженост, која добива чудни заканувачки повици, туку и насреде колективот на соничен кейтеринг на делото, кај што постои набој, односно Ел ги третира незините помошници Били и Ламина, глумени од Аса Батерфилд од Sex Education и Ариане Лабед од The Souvenir и Alps, како заменливи и безгласни партиципиенти, спроведувачи исклучиво на незината безкомпромитирачка волја, со кои во неколку наврати ја споделила незината интима од будуарот. Емо Били ќе стане плен на мецената, а Ламина ќе изрази желба за соло кариера. Сепак,
Нужна е синхронизацијата на изведувачите, за да бидат на иста бранова должина кога ќе ја спроведуваат изведбата, па макар и тоа да значи да биде изедначен нивниот чекор за да се исполни саканата консистентност во нивните артистички пориви. Секој уметник различно се носи со понудената слобода за експресија, некој ја користи, а некој ја искористува, а некој глуми дека се онесвестува само за да не работи физичка работа. Дискутабилни се границите на поставеноста на уметничкиот интегритет на вегетаријанското друштво, кое мора да има идентични диетални парадигми и убедувања, кога спротивно ќе се растори бендот. Мора да се евидентира заканувачкото дејствие на Mongrove Snacks, неталентираниот гастрономски колектив, која нема добиено резиденцијата, па начално користи терористички тактики за заканување. Кој губи има право да се лути и да фрла мртви желки насреде вечера. Музички соничните артисти со помош на корпус на педали, миксети и ефекти го модифицираат изведениот звук од конските помагала во своевидна дрон, shoegaze и noise музичка композиција. Блискоста со грчкиот Weird Bran може да се воспостави и со непреведениот наратор на грчки јазик, кој го елаборира готвачкиот перформанс, не баре е недофатлив зачин во рецептот за вкусување на зготвениот абсурден филм. Перформансот кој е симулакрум на посета на прехранбен оддел на трговски центар, со големиот перформанс со микрофон на чело, оргиската гозба на сласт по перформансот како средба со фановите, гротескната скатологија, вагиналната манипулација се само неколку од мноштвото зачудувачки бизарни секвенци кои ги искористуваат началата на ова естетско движење, но во контекст на хуморот на Стрикленд. Филмот е сроден со уметниците на Кроненберг не само од неговиот последен филм, туку тој уште во 60-тите години го заговараше постоењето на експериментален институт. Филмот е поделен на поглавја кои хронолошки го детерминираат месечниот престој во институтот, а епилогот е резервиран за символичното комплетно инволвирање на артистот во неговото дело, односно во буквалното мелење на месото на авторот, приготвување во манџа и сервирање на рецепиентот однатре делот, односно Stones, за негово потполно инволвирање во процесот на восприемање на творбата како дел од перформансот. На Second Unit снимателот на минатите филмови на Стрикленд, Тим Сайдел, му беше доверена задачата да биде директор на фотографија во новиот филм на Питер. Во новиот филм, иако камерата е фиксирана за време на интелектуалните преписки во дискурсот на ликовите за местото на жената во и вон кујната, снимањето на рака се иницира за време на перформансот, кај што камерата танцува околу изведувачите, обидувајќи се да го улови секој детал од кулинарската изведба врз проектираните интензивни светла, джијаловски агенс на кој веќе сме навикнати од филмовите на Стрикленд, со здрава доза на европски еротски дела, какви што има Джес Франко, Жан Ролен и Валеријан Боровчик, но и гастрономски перформанс кој ми е некаква далечна алузија на La Grande Buffet од 1973 година на Марко Ферери. Николас Дин Ноуланд е најчестиот оживувач на бизарните светови на Стрикленд, на Barbarian Sound Studio и The Duke of Burgundy, а Стрикленд успева да ја ангажира Ари Вегнер за In Fabric, а Марк Гјори, човекот кој што ги оживотвори Карпатите со неговата фотографија во Каталин Варга, до ден денес му асистира во снимањето на филмовите на Стрикленд, така што неговите асистенти се врвни естети, кои по потреба добиваат титула на сниматели на самите филмови, станувајќи генерали и генералки кои ја освојуваат секоја снимачка војна. Монтажерот Матијас Фекете е константен соработник на Стрикленд, кој што го дозира течението на делото со соодветната мерка на диалошки сцени и перформанс, користејќи двојна експозиција и slow motion за време на оргиите, држејќи го филмот да крчка на тивок пламен под двочасовното време траење, правејќи го полесен за консумирање. Музиката најчесто во филмовите на Питер ја компонираат Cavern of Antimatter, кој исто така се составен дел и од овој филм, заедно со неколку артисти, вклучувајќи ги и The Sonic Catering Band на режисерот, потоа Рој, Джереми Барнс и Хедер Трост, кои нудат дронирачки звук, кој соодветно ги надополнува изведбите, создавајќи ја нужната атмосферичност. Питер неретко неговите филмови ги ситуира во огромни вили од изминатите векови, облеани со свила и кадифе,
кај што аристократките се во баалски фустани, исмевајќи ги недостатоците на самопрогласената буржоазија. Тој создава хиперстилизирана жанровска творба во која амалгамира проминентни високи естетски норми со невообичаености од облици од секаков вид, комбинирајќи комични со стравични компоненти. Питер Стрикленд е предводникот на европскиот бизарен артхаус филм, кој што својата долгометражна кариера ја започна во 2009 година со филмот Каталин Варга, во кој мајката патува со своето дете низ Карпатите во обид да ги најде злосторниците кои ја имаат силувано во шумата, за да им се одмазди, а нејзиното дете е константен потсетник на злоделото. Во 2012 година, под импресии на италијанските џијало филмови, сними еден воодушевувачко артхаус хорор дело Barbarian Sound Studio, филм за дизајнер на звук кој работи во студио кое ги продуцира италијанските хорор филмови, кои започнуваат да го пленат до тој степен што вовлечен е во действието на еден од нив, филм во кој Стрикленд ги демонстрираше неговите фасцинации со хорор жанрот и потребата од создавање на дело во манирот на грчкиот weird филм. 2 години полоцна го сними фетишистичкиот The Duke of Burgundy, филмот за жената која што го изучува животот на пеперутките и ја тестира садомазохистичката љубов со нејзината партнерка. Во 2018 година ја затвори прекрасната фолк-хорор антологија The Field Guide of Evil во негов первертен манир со краткиот периодичен филм за двајцата браќа кои се заљубуваат во опасната дама во Cobbler's Lot. Истата година го сними и долгометражниот Фабрик за убиствениот фустан кој преминуваше од една собственичка на друга и ги запоседнуваше, служејќи како едно далечно ехо на Шванкмаеровите и Бунјуеловите надреални креации. За овие две творби надолго и на широко сум говорел во мојата емисија Дансе Макабре, кај што Фабрик дури го избрав за еден од 10 најквалитетни хорор филмови на годината. Кога не работи на долгометражни гротескни филмови, Питер создава подеднакво интригантни и заумни кратки филмови, како што во изминатите неколку години беа борбата во пресоблекувалната во Geofor или пак ASMR филмот за онлайн перформерката во Cold Meridian, која нуди аудиовизуелна стимулација за реципиентите на нивните изведби. Стрикленд е еден од моите најомилени европски артхаус режисери кој детално ја разработува обсесијата на ликовите, ги втурнува во разоткривање на нивните фетиши, за кога ќе се помеша номенклатурата на нивното битие со обземеноста да се накршат координатите на реалноста и да се создаде еден прекрасен очудувачки и надреален премин, трансгресија на значење и поимања, се отвора можност за недопрени филмски светови. Неговите филмови се тактилни, служат за стимулирање на сетилата, не само на заробените протагонисти на неговите светови, туку и на гледачите како мене, кои ги плени погледнатото и многу тешко е да го оттргнеме погледот од фасцинантните постојања во кои ни допушта Стрикленд воајерски да партиципираме во нивното осознавање. Авангардните филмови Стрикленд се добродојдени на Берлинале, кај што имаше премиера неговиот нов филм, а потоа играше на фестивалот Offscreen и во Сиетл и на други бројни фестивали кај што е добродојдена неговата бизарна естетика, што ги примами AFC да го дистрибуираат филмот во САД. Кога се опрашање вкусовите, јас сум филмски критичар кој тврди дека не само што мора и треба да се дискутира за филмските вкусови, туку и нужно е да се разменуваат мислења и искуства кои ќе го темелат нечи филмски вкус, со што би се развил здрав начин на консумирање на филмовите со висока нутрициона вредност, наместо да се задоволуваме исклучиво со брзата храна која што се служи на кинорепертуарите, наменета за исклучување на мозокот и уживање во возењето на рингишпил, но по завршувањето на гледањето во шарената врата од страна на телињата, тие филмови се забораваат во мигот кога ќе ги напуштите киносалите. Филмовите на Стрикленд се слоевити, зачудувачки, не се варат на прво гледање, затоа што и користи винтидж елементите на филмскиот јазик за да преозначи некоја смисла на постоењето и ја обликува на дотогаш непогледнат начин. Филм кој што со денови ќе работи во позадина на вашата глава по гледањето, процесирајќи ги неговите енигматични прикази дали имаат некое подлабоко значење или само се спрдашење на здравиот разум од страна на режисерот. Во секој случај, мозокот го вклучува во дигестивниот систем за разложување на значењето на неговите творби и допира до сегменти на разумот кај што најчесто има пајажина од ретката употреба на тие неподмачкани умствени жлебови.
Од изложеното може да заклучиме дека заврзламите на кулинарските аудитивни артисти во потрага по естетска катарза нема да бидат посечив вкус. Овој филм ќе биде дегустиран од мал број на гледачи, на кои нема да им пречи филмската заумност на Стрикленд, а мнозинството на гледачи ќе го исклучи овој блесав филм и ќе го занемари неговото постоење и значењето кое го имам дадено за неговите конститутивни елементи. Иако има спорадичен почеток и врвна конклузија, неприфаќањето на овој филм нема да биде аномалија на делото, напротив, тоа ќе значи дека ќе биде трневи патот за изнаоѓање на соодветен аудиториум кој ќе го проголта и свари ова дело, кое и да не е по ваш вкус, никој не може да порекне дека е готвено со љубов. Налик тортата со јаткастите плодови, реферирана во филмот, за некого ќе биде вкусна, а за некого смртоносна, така што салонската уметност некого ќе задоволи, а некого ќе го остави гладен за смисла. Питер Стрикленд е Питер Гриновој за новите генерации. Неговиот нов филмски деликатес е исполнет со сатиричен поглед на уметничкиот процес, очудување на визуелен план, легура на филмот и перформансот, коментар за нужноста од изнудување на финансии за спонзорирање на делото, со пишувачи за него, кои не се свесни за неговата суштина и нарушен артистички интегритет. Филм кој сведочи дека создавањето на уметност е култистички процес кој умее да го опседне и заплени артистот, односно вовлече во една нова реалност. Редно време Стриклендов филм да влезе како терминолошки израз во филмската теорија. Ако морам да го еволуирам, тогаш Флукс Гурме од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 236-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Останете и по останатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!